драги гледачи, денес се наоѓаме во студиото на Нов Аслом, каде што ќе позборуваме со нашиот драг и ценет професор доктор Зоран Крстевски на тема од астрологијата, поточно за астролошки занимливости. Професоре, дали може нешто повеќе да ни објасните и кажете за еволутивната астрологија? Па еволутивната астрологија е поврзана со сето она кое што произлегува од првиот зодиачки знак и завршува до последниот зодиачки знак. Значи, од овено до рибите. И сега гледате, кој е тој процес? Прво дека ништо не е случајно, дека постои одреден детерминизам, поврзаност на нештата. Овенот е зодиачки знак на логосот, од кого почнува се нештото. Како еден сперматички логос, кој ги зачнува нештата, кој ги придвижува нештата и владее со енергијата. Значи, постанокот, еве на светот, на универзумот и на сето она, нека биде од енергијата. Овенот е тој кој што е зачетен, ги придвижува нештата кон одредена насока. Со кого он се спојува? Со бикот. Бикот во медицинската астрологија владее со матката. Затоа и припадничките на понежниот пол, родени во знакот на бикот, треба внимаваат на јајници на матка и така натака. Значи, овинот е машкиот принцип, бикот е женскиот принцип. Овинот е оној кој што оплодува, бикот е оној кој што создава плод, нели, што породува, што раѓа. Бикот е под влијание на Венера, овинот е под влијание на Марс. Сето тоа создава еден флуид, енергија, привлечност. Тоа и во на, би рекол, синастрија, љубовна астрологија, овинот и бикот може добро да се одговарат. Значи, од кога овинот се спојува со бикот, во еволутивната астрологија, се создаваат близнаците. Близнаците се децата. Затоа за близнаците се кажува дека се вечните деца, разигрераните деца. Децата кои што постојано сакаат да комуницираат, да бидат активни, да бидат креативни. Близнаците се знаците на рацете, на интелектот, на љубопитноста, на ноншалантноста, на предизвикот, на сето на кое што и животот го нуди. Но гледате, овенот, бикот и близнаците се тесно поврзани. Поврзани се врз една друга основа. Ако овенот е енергијата, бикот е материјата, а близнаците во случајот се комуникацијата. А знаете, од зборот постана светот. Значи, зборот е многу битен фактор, комуникацијата е многу битен фактор. Близнаците владеат со странските јазици. Тие кои што го имаат нагласено во својот натален хороскоп, се премногу талентирани за учење на странски јазици. За близнаците се две карактеристики битни. Првото е, најголемите светски тенисери родени во знакот на близнаци, бидејќи близнаците владеат со рацете, гледате со таа моторика, со таа способна за брзо реагирање, умот и телото, умот и раката, координација, ефикасност, наодливост, брзина. Кои се тие близнаци? Џоковиќ роден во знакот на близнаци, Бјорн Борг, еден познат шведски тенисер, голем шампион, роден во знакот на близнаци. Надал роден во знакот, Енди Мареј и така натака, да не ја ширам работата. Значи, сакам да асоцирам дека веќе со овенот, бикот и со близнаците се создава ракот. Ракот е семејството. Значи, постои таткото, мајката, детето, семејството. Ракот е поврзан со исто така со емоцијата. Поврзан е со домот. Поврзан е со таа, би рекол, семејна клетка. И како така, нели, од тука нештата се продвижуваат. Но е да земеме вака, дека детето кое е создадено на близнакот е припадник на одреден дом, на одредена татковина, на одредено место на живење. Како се развива потоа еволутивно таа личност? Преку влијанието на лавот. Лавот е страстите. Лавот е задоволството. Лавот е потребата за себе искажување, за себе изразување. Значи, некој начин гледате еволутивно гледано, ништо не е случајно. Нештата се зачнуваат, нештата се продвижуваат, нештата настануваат. Кога веќе доаѓаме до лавот, тога се стремиме да се себе истакнеме или низ призма на љубовта, или низ призма на себе докажувањето, или низ призма на некоја амбиција, кариера, работа. Затоа девицата е поврзана со работата. Таа е поврзана и со здравјето, поврзана е со практичното
милие на работење. Се што е практично, едноставно, економично е под доминација на девица. Девица владее со работа, владее со здравје, владее со ментално здравје. Но пред се гледате еволутивно, креативност изразуваме, воедно лавот е и поврзан со школото. Како што е близнакот поврзан, например, со раното образование, лавот е поврзан со средното образование, стрелецот е со високото образование. Но еве, од кога девицата веќе дошла до израз, се развиваат нештата, низ призма на работа. Индивидуата добива работа, станува практичен, станува функционален, станува самостоен. Седмото поле е полето на бракот. Еволутивно веќе треба да размислува за другата личност. Треба да размислува да влезе во брак, да создаде заедница, да се вклопат. И автоматски вагата е секојаш поврзана јас и другиот. Ако ковинот е поврзан со јас, вагата е поврзана јас и другиот и какви се нашите релации, какви се нашите односи. Вагата влада и со правото. Затоа е најголем број на адвокати и најуспешни се родени во знакот на вага. Тие владеат со дипломатијата. Сега, по старите гледишта, осмото поле е полето на сексуалноста. Преку бракот се развива сексуалноста. Тоа се старите гледишта. Сега по новите гледишта, сексуалноста се развива многу порано пред да се влезе во брак. Но не е битно, Скорпијата е таа која што владее со осмо поле. Тогаш веќе се јавува и темата на смртта. Трансформација, будење, регенерација, се јавува помислата дали бракот ќе опстане, дали изумре бракот, дали ќе ни изумрат емоциите, што е со страстите, колку се будат страстите, какви карактеристики поседувам. Се влегува една помислична тематика, темата на подсвеста. Че како еволутивно личноста се развива, почнува веќе да размислува и за нешто што би рекол малку е повеќе подлога на подсвеста, на скриеното, но она што него имаме пред себе си. Затоа што се до вагата е асоциација на работењето на јас со другите. Затоа гледате, имате тамо дом, имате поле на љубов, имате поле на креативност, имате поле на работа, имате поле на партнерство, не сега имате поле на работа со себе, соочување со себе се. И тие што успеале да отидат напред од осмото поле, од влијанието на Шкорпијата, се соочуваат со Стрелецот. Стрелецот е веќе подлабоката форма на животот, надсвеста, животната филозофија. Значи, кога работиме на инстинктот на страстите, што осмото поле подлегнуваме на ниски страсти, например. Подлегнуваме на пороци. Живееме во страв, не можеме да допреме до Стрелецот до деветото поле. А деветото поле е една повисока агенда на животот, каде што се соочуваме со верата, со Бог, например, со смислата на живењето, со нашата животна мисија, со нашата лична надградба. И неретко е тоа поле и на патувањата. Тоа е поле на странство. Стрелецот владее со сето она што го поврзува човекот со странство, со патување. Но најбитно е што го поврзува со животната филозофија, со мудроста на постоењето. Се ако ќе се постигне на повисока агенда на знаење, како што велев, високо образование, се оди кон јарецот. Јарецот е веќе авторитет, кариера, статус, подигнатост и можност да влијаеме пошироко преку нашата професија. Од јарецот преоѓаме во Водолија. Водолија е веќе колективитетот, универзумот, планетата Земја, општеството, општото добро. Водолијата не се занимава со самата себе си. Најчесто, а треба да се занимава. Како што лавот треба да се занимава со себе си, затоа што кај лавот центарот треба да бидам јас. Кај водолијата центарот тоа се другите. Затоа водолијата владее со пријателите, со групата, со тимот. Гледате еволутивно, од кога се постигнала една лична реализација, се постигнал одреден статус, тогаш нашата енергија, нашиот добробит го даваме за другите. Затоа има многу голем број на некои бизнисмени, ретки се, ама ги има, кои дел од своето богатство го раздаваат, сакаат да им помогнат на другите. Отвараат хуманитарни центри, се грижат за некои бездомници и така натака. Или помагаат некаде во доменот на медицината. Затоа што 11-то поле е хумано дејствие, тоа е водолијата. Таа работи со помислата дека треба и другите да живеат, дека треба да оставиме добро тло. Сега од водолијата преоѓаме во рибите. Рибите веќе можам да ги кажам поврзани со духовната сфера. Кога човекот нели ги остварил сите своји животни определби и веќе треба да се подготвува за една нова основа на постоењето. Преку реинкарнација неговата душа повторно се инкарнира соодветно на она што човекот го постигнал во претходниот живот. Преку христијанството го чека второто Христово доаѓање, ескатологијата, да биде соочен со Божјиот суд и на основа на тоа да се соочи со моралната одговорност да оди во рајот или во пеколот. Како и да е, рибата е поврзана најчесто со христијанството.
како што овенот е поврзан со јудаизмот. Како што, например, вагата може да биде поврзана со хиндуизмот. Или, например, кинеската филозофија исто е под доминација на вагата. Зашто? Затоа што и хиндуизмот, пред се Ганди, еве да го земеме. Па и кинеската филозофија асоцираат на мир, на ненасилство. Ганди препорачувал ахимса. А пазете, Ганди роден во знакот на вага. И он велел, не можеме ние да се спротивставиме на британската империја со сила, со оружје, туку со ненасилство, со нашата агенда која произлегува од филозофот Џаина. Значи не биде насилен ни кон другиот, ни кон животното, ни кон самиот себе си. Поспостави мир, филозофија на вага, за разлика од еден овен кој има воинствена филозофија. Затоа Германија, Британија, Израел се под доминација на овенот. Гледате, ти се највоинствените. Кај нив нема толеранција, нема мир, нема хармонија, туку има воинственост, има конфликтност, има потреба нашата да го истркаме. И затоа е една би рекол религија, јудаизмот или монотеизмот кога се зачна во ерата на овенот. Во ерата кога Мојсей го поведе стадото кон ветената земја, значи јас, еден Бог, една верба, еден избран народ и одиме кон нештото. За разлика од рибата, која што е поврзана со христијанството, со Спасителот Исус Христос, која асоцира се на несебичност, на љубов, на давање, на жртва. Рибата е врзана со жртвата. Затоа и рибарите апостоли беа главни. Меѓу другото, Исус се обкружи со апостоли кои најмногу од нив се занимаваа со ловење риби. И гледате, символизмот како астролошки се проплетува и низ призма на таа еволутивна астрологија. Значи тоа е битно низ призма на колективитетот на човештвото, но битно е и низ призма на индивидуалитетот. Како ние од овенот почнуваме да доаѓаме до рибата. Тоа е процесот. Како преку вагата создаваме партнерство, како преку скорпијата се соочуваме со себе, со нашите стравови, со регенерација, со способност за воздигнување, како преку стрелецот допираме до некоја мудрост, како преку јарецот се истакнуваме некоја кариера, сме амбициозни, како преку водолијата мислиме на заедницата, придонесуваме, се поврзуваме со пријателите и како преку рибата на некој начин духовно се соочуваме или можеби тука веќе се посветуваме на себе, на мирот. Затоа манастирите, монаштвото и ред аспекти се поврзани со рибата. Професоре, покрај изработката на наталната карта, исто така постои изработка на соларна карта која што важи за каква ќе биде наредната година за поединецот. Така да гледајќи од тој аспект, во 2026 година кој знак можеме да очекуваме дека би имал најголем просперитет и експанзија? Па соларна карта се изработува од роден ден до роден ден. И вие ако сте родени, например, 15 август, секој 15 август ви се менува соларната карта. И битно е каде се наоѓате, во кое место, тоа се вика астрокартографија. И на основа на тоа се добива нов подзнак. Зашто едно е наталниот подзнак кој го имате, тоа е за цел живот. Тој зависи од саатот на раѓање. Второ е, во кое место се наоѓате, во моментот кога славите роден ден и во колку часот почнува вашиот роден ден. Не секогаш почнува во исто време вашиот роден ден. Некогаш почнува 18 часот. Например, тој кој што е роден баш во лав, на 15 август, тој подзнак ќе биде водолија. И од тука он добива една нова слика, нова карта. Затоа се вели, биди оптимистичен, биди позитивен, биди афирмативен, биди со визуализација, биди со една волја дека ќе биде подобро. Кога? На роденденот. Роденденот има големо енергетско значење и од роденденот фактички ние можеме да свртиме нова страница. Тоа е нашата космичка соларна година. Тоа нема врска со новата година која треба да дојде. Новата година е психолошко значење има. Космички гледано многу битен е зимскиот солистици, кога сонцето се буди околу 22-23 декември, но битен е нашиот роден ден, уште побитен. Со нашиот роден ден добиваме нов подзнак, можеби нова подобра карта. Можеби била тешка годината низ која сме поминале. Но со новиот хороскоп, новиот роден ден, со новата соларна карта, можеби многу нешто да ни се отворат. Сега, во другиот поглед, ова е сега соларна астрологија што ќе го зборуваме, таа е на основа на движењето на Сонцето. И ние се тука анализираме, да пример, 2026 година почнува. За кого ќе биде најсрекна? Тука се анализира Јупитер. Јупитер е моментално во рак. Тоа подразбира дека летните месеци ќе прејде во лав. Но, додека е во рак, многу добри шанси дава за раковите, за скорпиите и за рибите. И тука е различно кон кого како му влие. Например, на јарците им влие на партнерско поле. Им помага на поле на
однос со другите луѓе, можеби за бракот нешто ќе им помогне. Или можеби ќе им помогне некој правен процес да разрешат. За раковите им помага низ призма на личност. Им буди среќа, им буди нови моменти, им буди поттик, им дава заштита, им дава виталитет, можеби и патување, можеби подобрување на психофизичката состојба. Затоа што еднаш од 12 години Јупитер е во одреден зодијачки знак, моментално во рак, пред 12 години бил во рак, после 12 години пак ќе биде во рак. Бидејќи сега во рак, ракот треба да направи некои потези. Треба да се определи за некоја промена, за нешто позитивно, да развиши. Да внима на телесна тежина, да внима на емоции, да не бидат пренагласени, да биде премногу ориентиран кон храна, значи кога зборуваме кон ориентација кон храна, најмногу се подложни биковите, тие треба да внимаваат на метаболизмот и раковите заради што се вели присуство на вода во организмот, која секако не имаме преку 75%, 80%. Но некогаш кога имаме транзит на одредена планета во рак или кога полната месечина е во рак, може да имаме малку дисбаланс на телесен план. Затоа во оваа книга Астролошки записи јас пишував за методите на слабење или периодите идеални за слабење за лицата кои имаат проблем со телесна тежина за време на полна и млада месечина. Таму добро објаснето. Колку полната и младата месечина влијат врз човековата психа, човековиот организам. Кога се доминантни планетите во рак, уште повеќе влијат. Зашто ракот владее со емоциите, а некогаш интересот за храна, консумацијата кон храна е производ на некоја емоционална дисфункционалност, некоја натрешна нехармонизираност. Па потоа потребата за задоволство, за допамин го разрешуваме со тоа што се подлегнуваме на храната или на пијалокот. Еве, кога сме кај пијалокот, докажано дека најголем број на лица подложни на алкохол се родените во риби. Значи, тие имаат потреба за алкохол или некоја за медикаменти и треба да контролираат, да внимаваат, да знаат дека некој внатрешен порив ги провоцира. Од другата страна, голем број на лица кои сакаат хазарт се родени во Водолие или во Овен. Голем број на лица кои сакаат благо, сладко, колачи, може да бидат родени во Венера, односно под Венера, а по Вага или во Бик. Значи, планетарното влијание е битно, во случајов еве го анализираме кои се најстриктни овие три зодијачки знаци. Би требало да бидат најстриктни. Иако тука треба и Сатурн да се анализира. Еве, Сатурн моментално повторно е во Риби. Тоа укажува судбински моменти за рибите. Тие треба да донесат некои одлуки. А видат што е, како е, до кај стигнале, што се случува. Но Сатурн во Риби помага на Скорпија, помага на Рак. Значи, гледате, повторно Скорпија и Рак се меѓу срекните знаци, еве, да се јам планетарно. Иако, среќата е индивидуална категорија. Можеш да добиеш шанса да не искористиш. Зашто не може да искористиш? Што биополетот е затворено. Затоа се постојат два фактори. Едниот фактор е од надвор, вториот фактор е од внатре. Не е само да чекам од надвор. Што е тоа од надвор? Планетарни влијанија. Точно, многу е битно како се што се поставени. Еве, оваа книга е книгата Ефемериди од 2000 до 2050 година. И овдека сега што може да даде оваа книга Ефемериди? Да даде позиции на планети до 2050 година. Ние точно знаеме кога, како планетите ќе се движат. Значи имаме јасна представа. Еве, на пример, да земеме која година да земеме? 2032. Еве март 2026. Март 2026 Марс ќе влезе во знакот на Риби. Тоа веќе дава нова специфика кај рибите, кај раковите, може да даде кај стрелците малку да пазат, близнаците исто така, овие другиве зодијачки знаци имаат шанса нешто да подобрат. Девиците треба да пазат на однос и така натака. Значи, Марс во Риби така влија, ама не е само Марс во Риби, тука имаме, например, и други планетарни влијанија. Еве, например, Венера во знакот на Овен ќе прејде негде околу 6 март. Значи, тоа ќе прејде во Овен. Тоа дава добра основа за лавови, за стрелци и така натака. Истото тоа можеме да го третираме сега за декември. Еве сега, што се вели, не во декември, овој период кога ја снимаме емисијата, што не знаеме која ќе се емитува, Марс треба да влезе во знакот на Стрелец. Марс во Стрелец може да биде многу добар за лицата родени во знакот на Овен. Значи, ова е негде околу 6 ноември ќе се случи. Но не е битно. Битно е транзитот
да се анализира во склоп на натална карта, не во склоп на сончев знак. Значи, ова ваше прашање може да се однесува само кон одреден зодијачки знак, значи само кон одреден атрибут, а тоа е сонцето. Значи, кон сонцето, ако ги анализираме работите, најстрикни се, рековме, шкорпиите, раковите, индиректно рибите, со тоа што Сатурн ги притиска. Секундарно, биковите, затоа што ќе трпат позитивно влијание од страна на Јупитер во рак, и девиците. За јарците добро на партнерско поле. Но сега гледајте, ако го вклучиме Уран, а Уран моментално се наоѓа во знакот на Близнеци и многу брзо се ќе прејде во Бик. Фактички, кога ќе се емитува емисијата, сигурно ќе биде во Бик. Тој Уран сега дава нови енергетски потенцијали. На кого ќе му даде? На јарците. На кои јарци? На тие од трета декада. Јарците кои се негде родени околу 19, 20 јануари, 18, 17. Значи, тие ќе го претрпат, што се вели, одличното влијание на Уран во знакот на Бик и ќе создадат тригон, најубав аспект со нивното сонце. Ова веќе е прецизна астрологија. Истото така може ова добро да биде влијателно и позитивно и кон девици. Зашто? Уран во Бик влие кон сонце во девица. Кои девици? Девици родени, например, околу 18, 19, 20, 21, 22 септември. И веќе не одиме кон сончевото влијание, туку одиме малку кон попрецизна анализа на натална карта. Тогаш нема да ги ставиме сите зодијачки знаци во исти кош. Бидејќи овие од прва декада го претрпеле влијанието на Уран малку порано. А сега го ќе го трпат овие од трета декада. Исто тоа можеме да го анализираме и за другите зодијачки знаци. Професоре, колку е битен самиот познак е човекот врз неговата судбина, колку тој влие врз судбината и влијанието на месечината, нели? Секој има и месечина во одредено поле кое што се наоѓа. Па прво е влијателно сонцето, потоа подзнакот и потоа месечината. Сите три фактори се многу влијателни, или тие се највлијателни. Односно, во астрологијата имате три фактори, а се поврзани со натална карта. Првиот фактор е во кое поле се наоѓаат вашите планети. Значи, вие се раѓате, на основа на часот добивате астропортрет, добивате натална карта. Секои 4 минути од вашето раѓање имате поместување по 1 степен. Значи, 5 степени за 20 минути. Замислете колку значат 5 степени. Во онаа прогресивна астрологија тоа му доаѓа понекогаш како 5 години да имате разлика во настани. Значи, затоа точното време на раѓање е многу битно, за да од тука стартуваме ние со наталната карта. И добиваме подзнак. Тој подзнак го покажува нашето тело, нашата карактеристика, нашиот профил на личноста на некој ниво. Значи, подзнакот е многу битен, затоа што на основа на подзнакот ние ги добиваме полињата. Сега, тие полиња си имаат свое значење. Има поле на странство, дали може да патуваме, како ни стои во странство. Има некои луѓе со Сатурн во деветото поле на странство, па потешко проаѓаат и сакаат толку многу додат во странство и си ја повикаат кармата, таму тешко им оди или губитоци, или болести, или некои непријатности. Значи, треба да знаат дека Сатурн во девето поле не е така лесен, треба да се бара решение или да се отплати Сатурн. Некој го има Јупитер во девето поле, што е одлично за странство. И се препорачува или да учат високи школи, или да патуваат, или да бидат амбициозни, или да веруваат, или да се одселат. Значи, било што, тие имаат голема предиспозиција. Зашто? Зашто Јупитер е добра планета, Сатурн е искушувачка планета, ограничувачка. Кај Сатурн добивката доаѓа со многу труд, откажување. Кај Јупитер добива награда од небото која треба да искористиме. Па некој го добива поле на брак, па партнер финансиски стабилен, напреден, некои со кои ќе патуваат, може да одат во странство, може би да биде поврзан со странство. Па некој Јупитер го доби у шестото поле. Па тоа е добро за работа, па напредок во работа, делумно да го штити на здравствено поле. Некој го доби у петото поле. Па тоа е добро за деца кои се напредни, кои може да успеат во нешто, кои имаат заштита од космосот, кои ќе придонесат за среќата на тој кој што ја поседува наталната карта. Че гледате, 12 полења, 12 значења. Јупитер у 12 поле може да биде ангел чувар заштитник. Да има големи опасности, тешкоти, но личноста се извлекува. Па војни, па некои несреќи, па трагични моменти. И личноста секогаш има некој кој како да ја спасува.
Значи, се ова асоцира дека полињата во наталната карта се многу битни. Битно е кај ни паѓа Сатурн, па може ни паѓа на поле на здравје, па ќе се мачиме. Може ни паѓа у поле на брак, па нешто ќе има тешкоти, или да влеземе у брак, или можеби ризик од развод, или некои проблеми со партнерот. Може да падне у поле на финанси, па да не ни оди у поле на финанси. Многу да работиме, малку да заработуваме. Може би у кариера, па се другите одат, ние стагнираме. И така натака. Значи, полињата се битни, која планета се наоѓа во кој поле. Битни се аспектите. Има планетарни аспекти. Да речеме, Јупитер, Тригон, Уран е фантастичен аспект. Имаме спас, заштита, воздигнување, потенцијал, капацитет, надминување. Ред аспекти што може би да поврзе со странство. Може би имаме Венера во секстил со Марс, па имаме страст, имаме флуид, привлечни сме, не посакуваат, да себе изразуваме. Значи веќе сосема друг тип на аспект. Но може да имаме и тешки аспекти. Па тие тешки аспекти негде да не атакуваат, да ни создаваат непријатности. Но гледајте, покрај аспектите е битно која планета во кој зодијачки знак се наоѓа. Например, месечина во Скорпија, која владее со емоциите, укажува дека у фамилијарната основа имало некои припаднички на понижен пол кои страдале од нешто. Или биле соочени кај што имало војни, или имало некои смртни ситуации пренагласени у фамилијата, или има некоја тага, немир. Па тоа така трансгенерацијски се пресликува. Значи, битно е да знаеме каде ни е месечината. Бидејќи преку месечината прво преиспитуваме женска генетика, преиспитуваме каква е состојбата во нашиот дом и преиспитуваме какви се нашите емоции. Па ако бидат во вага, тешко ќе бидеме задоволни, бидејќи вагата е естетски знак. Бара партнерство кое вистински ќе не исполни. Ако е во Близнаци, може да имаме 2 дома да менуваме. Ако е во Стрелец, имаме висок потенцијал да патуваме, да се оцелиме во странство. Ако е Девица, ќе имаме постојано страв за блиски, за деца и ред аспекти. Ако е месечина во Рак, ќе се плашиме за домот, но одвоедно ќе бидеме премногу поврзани со домот, најчесто со мајката. Сето она што се случува кај мајката ни се пресликува на нас. Или ќе бараме партнерка која е мајчински тип на личност. Или ако е вовен, па бараме некоја постраствена партнерка, некоја која ќе не продвижи, некоја што е енергична, некоја што има машка енергија. Че гледате месечината да го покажува нашиот емоционален живот, покажува дом, семени услови и околности, покажува што се случувало по женската генетика или во фамилијарната основа. Како што подзнакот покажува што сме ние, какви сме ние, како се представуваме пред јавност. И воедно, многу е битно која планета ни се наоѓа у подзнакот. Ако ни се наоѓа Марс, сме нервозни, брзи, импулсивни, треба да најдеме начин енергијата да расшириме, да ја споделиме. Ако е Венера, сме убави, привлечни, необични. Еве, например, Мерлин Монро го имала Нептун, харизматична, необична. Значи забележлива за луѓето, за јавноста. Она подзнак Лав и Нептун во тоа поле едноставно и дава една таква харизматичност, личност со висок капацитет, личност која зрачи, личност која освојува и така натака. Значи, планетарно влијание, кое треба да биде поврзано во нашата карта и полиња. Со тоа што е, со ова ќе завршам претходно, што го започнав. Значи, едно е нештото што ги добиваме од надвор, а тоа е планетарни позиции, како сме се родиле. Тоа е оно што го добиваме со наталната карта, а второто е нашето биополе. Што тоа ние правиме и работиме за да го пројавиме нашето биополе. Може да се случи во транзити, да дојдат негативни влијанија, да дојдат напади, да дојдат лоши аспекти, но силно наше јако биополе. Работа на себе, духовен капацитет да ги одбие негативните влијанија, нас да не зафати. Точно строго да рекол, имаш лош период, имаш аспекти кои не се добри, пази се од ова, пази се од ова. Ама ти вика работи на себе, смири ја свеста, види како да се поставиш, не ризикуј, опушти се и лошите аспекти ќе надминат. Едноставно тоа не значи дека кога дојдат лошите аспекти ние ќе пропаднеме, затоа што нашата излезна варијанта е нашето силно биополе. Затоа ја често кажувам и оваа книга не случајно сум ја напишал, будење на позитивната енергија. Ако сакаме подобра судбина, ние мораме да работиме на будење на нашата позитивна енергија, на нашето биополе, со свест, надсвест, со мудрост, со информација. Зашто колку и да се тешки планетарните влијанија се надминуваат со силно јако биополе, тоа е животно поле кое не отсликува како личност. Професоре, зашто луѓето премногу се плашат во овој период од тој ретрограден Меркур, ако може да... Па затоа што немаат информации. Еве, Меркур е најбрзо движечки во зодијакот. И сега замислете Меркур колку често е мекаш и по 4-5 месеци знае да биде ретрограден. И што сега 4-5 месеци се ќе застане во поглед на светот, на настаните со кои сме обкружени.
толку не му даваме значение како да едноставно од Меркур зависи дали да подпишеме документ, дали купиме нов автомобил, дали да се вработиме или дали да напуштиме од едно работно место, да промениме нешто. Што се случува во љубовта, во односите. Значи, Меркур е не толку битен. Неинформирани или некои што не се астролози или некои што мислат дека се астролози, а не се астролози, ги плашат луѓето заради сензационализам. И сите се зафаќаат тој ретрограден Меркур, или како е, или вака е. Евентуално Меркур може да има повисоко влијание кај лицата родени во Близнаци и во Девица, бидејќи со нив владее. И се замислете, ако е Меркур ретрограден, е Меркур ретрограден за целите, за сите луѓе и народи, за целиот свет. И што тоа значи? Сите да застанат. Значи, се индивидуално, тој Меркур ретрограден треба да го анализираме во контекст на нашата натална карта. Во нашата натална карта Меркур некаде транзитира. Ако транзитира во полето на децата, може нешто да подразмислиме да работиме со децата. Ако транзитира во полето на финанси, може би тука е малку да преиспитаме кај ни одат парите. Ако транзитира поле на патување, па не мора и премногу да патуваме, да се истрчаме, да го земам во тој контекст, ама тој е индивидуален контекст. Точно се знае каде е Меркур, во кое поле и какви аспекти формира. Може би Меркур е ретрограден, ама формира добри аспекти, па ќе на насочи кон интроспекција, кон самите себе си. Што Меркур бара и читање книги, бара едукација, бара себе надградба, бара оттргнување од другите кога е ретрограден. Но од другата страна, ако ние сме личности кои сме подложени на сензации, на надвршни влијанија, на туѓи вибрации, на попримање на секакви сугестии, тогаш дефинитивно Меркур нас ќе не нападне. Не затоа што Меркур не напаѓа, туку зашто ние сме му дали сила на Меркур да не напаѓа. Значи, затоа она претходно што го кажав. И ние сме учесници во својата судбина. И ние сме тие кои можеме нашите планетарни позиции да ги подхраниме со подобри резултати или да ги уништиме шансите. Или да имаме лоши планетарни поставувања, да имаме лош старт на животот, но на крај да се избориме и да успееме да напредуваме. Благодарам, професоре. Драги гледачи, тоа беше астролошки занимливости темата на каналот Нов Аслом. Ви благодарам за вниманието и на крај стиснете лайк, сабскрајб и поделете го видеото. Ви благодарам.